Почитувани, секоја сабота во ова време е резервирано за интервјуа и разговор со наши гости. Денес чест и задоволство ќе ни биде да поразговараме со господинот Александар Ристевски, колумнист, антрополог и политички аналитичар, а во последниве 14 години работи во Националната галерија на Македонија. Со господин Ристевски ќе говориме на теми кои не тангираат сите нас, без разлика каде и да се наоѓаме. Ќе говориме за одлуката на владата предизборно да вработи 1117 лица во здравствените установи и тоа не по мерит системот, туку по определена етничка припадност. Ќе говориме и за поделбата на општеството, но на про и антиевропски фронтови од страна на сегашнава ненародна власт, како и за наративот дека само уставните измени биле пречка за влез во Европската Унија. Ќе разговараме и за започнатите предизборни валкани кампањи од страна на разноразни ботови блиски до власта, преку кои кампањи се обидуваат ВМРО ДПМН да ја стават во исти кош со СДСМ. Ќе разговараме и за улогата на партијата Самоопределување од Косово, чиј основач е косовскиот премиер Албин Курти, а кое нешто го најавија од Европски сојуз за промени, составена од БЕСА, Алтернатива и од Сдруженијето на Изет Меджити. Ќе се задржиме и на членот 8 од Законот за политички партии, за да дознаеме дали политички партии регистрирани во други земји смеат да действуваат на територијата на Македонија за време на парламентарните избори. Ќе се обидеме да ја расчистиме дилемата околу действувањето на партијата Самоопределување на косовскиот премиер Албин Курти во Македонија. А ќе се обидеме да одговориме на логичното прашање дали ова со самоопределување од Косово всушност е само предизборен фолклор кој доаѓа од кујната на ДУИ СДСМ, кој е заснован на испревртување на оригиналната изјава од страна на Изет Меджити. Ќе разговараме и за изјавите на Арбен Таравари, лидер на Алијанса за албанците, кои изјави одат во насока на закани со специфични барања. Ќе се обидеме преку неколку случувања да направиме пресек на годината која изминува, а ќе се задржиме и на изборот на државен јавен обвинител. Ќе разговараме и за последната седница на Судскиот совет, а ќе проговориме и за одлуката на општина Тетово да го урне крстот поставен на црковното земјиште на Попова шапка. Ќе анализираме дали ова со крстот е дворска игра која оди во насока на разгорување на меѓуетничкиот соживот или предизборно сценарио од којните на СДСМ и ДУИ, но и од другите политички партии од албанскиот политички блок и со која цел се прави тоа. Почитувани, ова се само еден мал дел од темите за кои во наредниве неколку минути ќе разговараме со нашиот гостин Александар Ристевски, кого го покануваме да ни се придружи преку видеолинковско поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звуком, бидејќи ја сликата ја видовме. Господине Ристевски, добро ви утро и добро и дојдовте на Македонски корени. Не причинува задоволство и чест што на предпоследниот ден од годинава и на последнава емисија на Македонски корени за ова година сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Добро утро и пријатни вечерни сати кај вас во Австралија. Иначе добро утро тука по македонско време, околу 9 часот наутро. Ми представува особено задоволство по речиси, мислам, 2 месеци од моето прво гостување кај вас. Повторно да сум со вас. Навистина сум пријатно изненаден и од продукцијата и од начинот на кој функционирате вие двајцата Јони Бети. Искрено да ви кажам, предходно пред моето прво гостување ви имав неколку пати видено, но по тоа гостување сум ви редовен гледач и пријатно сум изненаден како еден пар прави така исклучително квалитетна продукција и а музичкиот вкус воопшто немам никакви замерки, воодушевен сум. Секоја чест. Ви благодариме. Добро ви утро и од мене, господине Ристевски. Ви благодариме што и овој пат не пофаливте и не удостоивте нас, но пред се нашите гледачи и слушатели се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите. Пред да проговорите, само едно да прашам господин Ристевски, веруваме дека со најавата на темите не ве исплашивме. Само да ви кажеме дека не се само тие, тоа се само дел од она што ќе го говориме. Јас сум човек кој огромен дел од денот посвоетува на, да кажеме, и на читање, и на слушање, и на гледање. Пишувам, знаете вие, редовно, така да
сето ова што го потенциравте и што го напоменавте е дел од македонското секојдневие, така да имаме простор за разговор, не се секирете. Така. Во четвртокот на владина седница, владата во заминување донесе одлука за одобрување за вработување на неопределено време во сите јавни здравствени установи во Македонија и тоа за 1117 лица. Како ќе ја прокоментирате ваквата одлука на владата, која е во заминување, но и на причината за ваквите вработувања, која според оваа влада се работело за приоритетни кадри, се со цел да го подобриле здравствениот систем и услугата кон граѓаните? Каде беа досега да се сетат на граѓаните? Одлуката за вработување 1170 здравствени работници, пред се стручни, зборуваме за доктори, за медицински персонал, е одлична. Значи, самата одлука тоа да се случи е одлична. Проблемот, како и се во Македонија, е како ќе биде реализацијата и кого се ќе опфати на кој начин. Зошто е одлична? Одлично е затоа што се случува во задните 10-15 години, поготово изминативе 5-6 години поинтензивно, да во голема мера пред се млад медицински персонал, значи и сестри, и акушерки, помошен технички персонал, здравствен, да ја напушта државата и да се сели во западноевропските земји. Огромен број на македонски медицински персонал функционира и работи во Германија, не така мал дел, поготово оние што немаат капацитет за јазик или било што се во Хрватска, дел отиде и во Малта, Словенија, значи масовно ги губиме здравствените работници. Хематичните лекари, границата на матичен лекар во возраст е негде скоро 60 години, тоа значи дека во наредните 5 до 10 години ќе се случи да немаме матични доктори на многу места, се кубури со сестри, иако ние преку нашите образовни институции, преку медицинскиот факултет во Скопје, Висшата медицинска во Битола, факултетот во Штип, на Тетовскиот универзитет и другите средни стручни училишта, вадиме релативно голема бројка на медицински персонал. Поентата е што ние со државни ресурси ги школуваме во голема мера, нели бесплатно или за некои мали износи, иако вие во Австралија најдобро знаете колку чини да се образува медицински кадар, поготово на приватни универзитети, тоа е може стотици илјади долари. Ние за мал издаток или речиси без пари школуваме медицински кадар и тие гратис заминуваат во западноевропските земји, неретко во преокеанските. Каде е проблемот? Тие апсолутно имаат легитимно право да си одат, затоа што системот нив не ги ангажира. Им се даваат смешни минимални плати, значи јас можам да кажам дека еден доктор почетник, како сака нека е, но е доктор со лиценца, неретко зема како хигиеничар или чувар во некоја институција се. Како ви кажам, за 500-600 евра да работи доктор почетник, како сака почетник да е, тој е медицински работник, завршил 6 години факултет, плюс дообука, плюс лиценца вадел, плюс значи барем 25-6 години има и човек што одличен дел од животот го посветил во медицинско образование, ве да го сведите на такви ниски плати е смешно. Втора работа е сигурноста. Огромен број од овие медицински кадри кои министерот Меджити ги наведе, се луѓе кои 3, 4 или 5 години работат по договор на дело. Доколку знаете како функционира македонскиот систем, доколку сте по договор на дело, пример, вие не можете да земете ни стамбен кредит, ни ништо, значи не можете ни да си го средите ни животот, ни фамилиите, така да одлуката да се вработат тие медицински кадри е одлична. Проблемот каде настанува? Проблемот настанува што ние како држава функционираме со некаков балансер, па ние ќе се доведеме во ситуација докторите да ги бираме по тоа дали се албанец, турчин, бошњак, србин или македонец, во зависност каде што фалело, за да било, да кажеме, еднакво застапено. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е во очи избори, знаете како функционира тоа во една типична балканска држава. Прво ќе се примат нивните, тие на актуелната власт, што е малку загреота и е тажно и патетично. Инаку, одлична иницијативата на самиот министер, Македонија дефинитивно треба да се избори, да најде начин да ги дошколува и да ги задржи на македонска територија здравствените работници, затоа што сега немаме таков притисок и таква криза, но проценките на она што е, бројките и старосната граница претежно во примарното здравство. Значи, каде што се матичните лекари, мислам дека ако не се превземе нешто итно, во наредните 5 години ќе се соочиме до тоа да немаме матичен доктор да ни препиши лекарска терапија. Така да, одлуката како таква е добра, спроведувањето очекуваме да биде македонско во очи избори и да се вработат прво тие што се пожелни за актуелната власт, што е жално.
Така, вие нешто начнавте како да ме прочитате. Јас имам намера да поставам прашање околу токму тоа кое што малку го начнавте вие. Како гледате на тоа што на огласите за вработување кои експресно се појавија во јавноста уште пред одлуката на владата, се бара апликантите да се од определена етничка припадност? Како гледате и на оправдувањето кое го даде премиерот Ковачевски дека тоа било поради тоа што морал да се запази законот за правична застапеност? До кога етничката припадност, а не стручноста, ќе биде предност за вработувањето на лекари? И докаде го донесува и кон каде го туркаат здравството со овој начин на делување? Правичната застапеност не е толку нешто страшно. Проблемот каде е? Пример, јас имам видено огласи, пример, за во Америка, за универзитети во Америка, за било каде овона, каде што викаат, пример, примаме толку и толку луѓе, но промовираме да има 2 Pacific Islanders, 2 African Americans, 5 Orientals, ако ме разбирате. Но тоа значи предпочитаат. Што значи тоа? Во случај да се повеќето, нели, бели европејци, доколку во таа група не влези, ќе се даде приоритет да влези некој од овие помалку застапени расни групи. И таа форма на правична застапеност не значи пропорционална. Правична значи дека ако има кандидат кој испливува на површина, кој има потенцијално во групата на многумина, ќе пикне душе еден двајца. Тоа е правичноста. Ние одиме на нешто друго што се вика пропорционална застапеност. Што сакам да кажам? Пример, во една институција има 50 вработени и се имате директор етнички албанец и тој вика мора албанци да има минимум 10-11. Зошто мора да има? Значи, може да се, ако немало ни еден, може да се даде приоритет да влезат 2, 3, 5, може и 20 да влезат, ако ги исполнуваат квотите и условите. Но вие да внесувате по секоја цена некој од својата етничка заедница или да форсирате за да се направи некаков државен баланс, прво е фарса, затоа што ниту застапеноста не е таква и по ниво на образование, и по социјални карактеристики и останато. Второ, може да го форсирате методот на застапеност во оние професии, во оние дејности, да кажеме, во општеството, каде што не се потребни некои особени квалификации, да кажеме, за чувар, за хигиеничар, ме разбирате, негде каде што се гледа дека можеби некој тенденциозно некого маргинализира или става во втор план. Но таму, каде што зборуваме за професори, за доктори, за научници, за стручен кадар, не знам, човек кој треба да лета хеликоптери во армијата или во полицијата. Значи, па и во војската, и полиција, не можете да го ставите вашиот етникум и ниво на пропорција, нели, поделчиња, да биде услов, затоа што тогаш го губиме главниот момент, а тоа е компетентноста. Ако немате, еве вие како Јони Бети, во Австралија кога одите, сакате доктор македонец или добар доктор? Пошто добриот добар доктор. Ако е добар докторот со прстеки те свати дека те боли главата, не треба јазик. Значи фарсично станува ние да се доведеме во ситуација да стручни лица ги бираме по етничка припадност. Сега, ова не е обележје на народот. Ова е обележје на носителите на политички функции кои коментираат за етничка припадност, а всушност зборуваат за партиска, затоа што еве дури албанците што се вработуваат не се најдобрите албанци, него се тие кои се пожелни, пример, за ДУИ или во моментот ако е на власт Алијанса, за Алијанса. Нема да вработат албанец од БЕСА, од Алтернатива, нема да ги верувајте. Најте во најдобар случај што ќе направат, пошто ова сум жив сведок, секојдневно го гледам. Ќе го ангажираат таквиот со договор на дело, со упола плата, пример, ако треба да земе плата од 700 и 800 евра, ќе му дадат 350-400 како договорец, ако надворешно ангажирано лице, ќе го чуваат 6 месеци или 1 година, после ќе кажат извини, не може од министерство, мора ќе дадат, ќе го чувате и ќе го тргнат. Да, и ќе го тргнат, затоа што не припаѓа на нивната актуелна владеачка политичка опција. Значи дури и етникумот нема врска. Партијата е на примарно ниво. Така да жално е ова што се случува и таа форма на балансер дефинитивно е депласирана и мора да се тргне. Балансерот е фарса. Господине Ристевски, во последно време ненародната власт во Македонија почна да турка еден наратив
преку кој наратив го подели македонското општество на два блока, едниот проевропски фронт, а другиот антиевропски. Ненародната власт во тој проевропски фронт ги смести СДСМ, ДУИ и сите партии кои барем засега стојат околу нив, а со антиевропскиот фронт ја ставија ВМРО ДПМН, која всушност е единствената партија која ги штити македонските национални интереси. Што се однесува до овој така наречен проевропски фронт и нивните заложби околу иднината на Македонија и македонскиот народ, се поочигледно е дека она што го говорат нема никаква вистина со реалноста. Впрочем, тоа го потврди пред само недела дена и бугарската шефица на дипломатијата дека не се само уставните измени проблем за македонскиот интегритет во Европската Унија. Верувам дека на вас ви нема дадено розови наочари и работите ги гледате онакви какви што се. Како гледате на главниот наратив кој го турка оваа ненародна власт, дека само уште да ги ставиме бугарите во уставот и ќе влеземе во Европската Унија, но наводно патот им го попречила ВМРО ДПМН, кој наратив е сосема спротивен на она што го изјави Марија Габриел, шефицата на бугарската дипломатија. Комплексно. Видите, таа поделба меѓу европејци и не европејци, мислам дека не проаѓа кај народот, дури е смешно и патетично. Мислам дека апсолутно се избрука со тој начин на размислување. Прво, ако малку историски ги анализираме работите, ќе видиме дека Социјалдемократскиот сојуз, кој во моментот ја води државата, всушност е наследник на СКМПДП, значи Сојуз на комунисти на Македонија, партија за демократска преобразба, која го смени името 92-93 година, почетокот беше СКМПДП. И СКМПДП се бореше да Македонија остане во Југославија. Од друга страна, ВМРО ДПМН уште во својот статут уште од 90-та година кога е формирана на првите тогаш избори, дека уште Македонија беше во рамките на Југославија, а во статутот политички на политичкиот субјект ВМРО ДПМН е ставено дека целта на таа политичка опција е интеграција на Македонија во Европската Унија, Европската заедница тогаш и во НАТО. Така да не ја гледам разликата идеолошка помеѓу владеачката структура и опозицијата, знаете ли во што е? Што актуелната опозиција помина низ една своевидна катарза и прочистување, се сменија 95% од структурите внатре во политичкиот субјект и овој актуелен политички субјект опозицијски се залага за една, да кажеме, антикорупција и борба и справување со севкупниот криминал во општеството, но и за зачување на достоинството при интеграцијата на Македонија кон тие евроинтеграцијски процеси. И се вели дека треба да ја зачуваме и да се бориме за македонската историја, за македонското образование, за македонското здравство, за внимание како секој буџетски денар се троши, да се излези во пресред на граѓаните, да се обезбеди нешто што е фарса во 21 век, како што е актуелните градоначалници го работат, значи обезбедување на чиста вода за пиење, на канализација, на пристапни патишта во оние делови приградски населби каде што на времето диво се изградиле, но сепак и ако се изградиле диво и ако се легализирани тие објекти, мора на сите тие луѓе да им се даде соодветна инфраструктура, значи патна мрежа, осветлување и се останато, за да не живеат како во 19 век. Од друга страна, владеачката структура која декларативно се залага за некаква европска интеграција, таа оди низ многу едноставна призма. Таа е помалку или повеќе спремна да се согласи на се што одредени западни политичари бараат од нив. Спремни се да потпишат се, спремни се да направат секакви отстапки само за да ги добијат симпатиите на западните дипломати. Од друга страна, не гледајќи какви долгорочни штети прават со сите тие твои одлуки, колку го поларизираат народот, колку и севкупно велат дека сакаат да не обединат, но сепак го караат, значи, кога ми каже некој релаксирани биле односите. Не се во Македонија релаксирани односите, туку има едно преќутување. Значи, имаше еден јавна личност, една викаше, не мора да те сакам, јас те трпам. Ние во моментот меѓу себе и политички, и етнички, и верски, и секако, сме во фаза кај што се трпиме. Збориме према елитите. Обичниот народ се труди да функционира најнормално, поготово по големи средини како Скопје, кои се измешани по секоја цена, значи
луѓе кои одат на пазар, не се делат. Народот функционира најнормално. А таа поделба што ова левичарска, условно речено левичарска власт ја прави, прво е повеќе од евидентно дека СДСМ не ги влечи конците во оваа владеачка структура, тоа е ДУИ и кои да е од албанските политички фактори во парламентарното мнозинство, затоа што ДУИ, СДСМ да го се каже дека ја води владата е смешно затоа што тие не држат ни половина од ресорите во државата. Го немаат председател на собрание, сега ќе го немаат и премиерот, немаат министер за финансии, немаат, значи најаките ресори не се освен полицијата, најаките ресори не се во нивни раце и едноставно кога го изгубија контактот со јавноста и со гласачите, тоа прво им се случи пред 2 години кога ги изгубија 90% од општините, се уште не им се верува за тоа. Тие загубени општини нели резултира и со оставка на претходниот премиер Зоран Заев, според мене популарно наречен Пинокио. Дојде актуелниот и еве успеа да го истераат мандатот до крај. Анкетите говорат за нивниот исклучително слаб рейтинг. Како понатаму ќе видиме, иако целата атмосфера која се креира, јас мислам дека ќе биде дел од една голема, да кажеме, антиопозицијска кампања во време на изборите, каде што ќе се обиде опозицијата да биде сатанизирана, но јас пак ќе кажам, тој што е дел од македонското секојдневие на дневна основа, не преку медиумите, не преку социјалните мрежи, буквално на улицата ќе свати за што зборувам. Таков клиентелизам, како што се случува во задниве 2 години, мислам дека обележие на секоја политичка гарнитура на 3 до 6 месеци пред паѓање од власт. Знаете, политичарите се свесни кога паѓаат и тогаш се прават најголемите глупости. Што се случуваше во оваа 2023, мислам дека и сами сте третирале и разноразни тендери, еве последното е одлука вчера, 29 милиони евра одлука на слободните економски зони, каде што фабрики има, нели, каде што се Джонсон Контрол, Джонсон Мети, Кемет и останатите, нели, светски компании, државата ќе вложила 29 милиони евра за наводно сместувачки капацитети, градинки. Луѓе, по местото во слободни економски зони има, каде што вие им давате пари на странците, значи вие им плаќате по човек вработен, ги ослободувате од данок, ги ослободувате за земјиште, вие како држава да им градите градинки ова. Што би рекол Заев од озгора на тога. Не, ова мислам, видете, мене не ми е јасно со која храброст во очи избори такви мегаломански огромни износи, нелогични контракти, да кажеме, договори, одредени носители на јавни функции се осудуваат да ги потпишат, затоа што дури и законски да го направат да биде чисто и покриено, повеќе очигледна намерата што се прави. Тоа се огромни луѓе. Ние организиравме НАТО самит, ние за промена, тоест преадаптирање времено, зборим од една недела преадаптирано, на спортската сала, на која се 500 метра од неја живеам, да се преадаптира салата да се направат као сали во салата. Се даени 2 милиони евра и уште 2 милиони евра се дадени за изнајмување на возила. Луѓе, која држава изнајмува возила? Ни 4 милиона дадовме. На Скопско и се може. Не остана ништо. Страшно. Како гледате на веќе започнатите кампањи од страна на разноразни ботови блиски до власта, но и од страна на дел од политичките партии кои играат улога на наводна опозиција, всушност одработуваат за СДСМ, а со тоа и за оваа ненародна власт? Едната, дека имало некаков договор помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, со што ја ставаат ВМРО ДПМН во исти кош со СДСМ, а другата кампања е кампањата за демотивизација. Ќе наседне ли македонскиот народ за овие две кампањи? Какви се вашите очекувања за изборите, најпрво за председателските на 24-ти, а потоа и за парламентарните на 28-ми, заедно со вториот круг на председателските? Ниска излезност е желба на секоја власт. Значи, мала излезност на граѓаните, не гласање на изборите, желба на секоја власт. Зошто? Затоа што секоја власт од позиција на моќ во периодот дека владее има контингент на гласови кои дали преку уцени, дали преку подкуп, дали преку тој класичен клиентелизам ги држи под себе. И тоа е одредена квота на гласови, севкупна, 150, 200, 300 илјади гласа, не е битно колку, во зависност од капацитетот и можноста и оние кои ги анимирале под себе, нели условно речено подкупиле или заплашиле,
секоја владеачка структура ги има под себе. И колку е помало нивото на излезност на власта, на владеачката структура, тоа им одговара. Голема излезност значи дека опозицијата ќе има бенефит. Тие спинови, тие медиумски, да кажеме, подметнување кои ги прави власта е повеќе од очигледно и зошто ги прави. Нормално сака да тоа е она максима сите се исти. Кога некој ќе ви го пласира муабетот сите се исти, тогаш логиката која треба кај народот да настани, па добро, не менува за кого ќе гласам. Или не гласам воопшто. Така да сето таа ботовска и квази новинарска кампања која се води за релативизирање и за сатанизирање на опозицијата, мислам дека е само очаен обид да се извлечи нешто. Деновиве гледаме предновогодишно разноразни конкурси нови за вработување, инстант кои ги немало 2, 3, 5 години, сега ги има на ангро, која се здравствените работници, јас ќе кажам со две раце вака поддршка давам, но пак ќе биде селекцијата инаква, но вие имате сега фарсични вработувања во институции кај што реално нема потреба од тие кадри. Многу низ годините се зборуваше за тоа дека Македонија има исклучително голема вработеност во државниот и јавен сектор и сето она што е сервисно. Верувајте, во споредба со многу држави во Европа немаме ништо повеќе процентуално вработени, имаме друг проблем. Имаме проблем кој е вработен, на кое место, во која институција и со која цел. Што сакам да кажам? Во последната колумна баш пишував, значи во Македонија фалат моментално 52 екипи во брза итна медицинска помош. 52 екипи се, нели, по тројца, 150 луѓе. 150 луѓе фалат во брза помош за да се исполни европскиот стандард на законски минимум по глава на жител. Пази, фалат 150 луѓе во брза помош. И таму треба доктор, сестра, се разбира. Ете така. Од друга страна, вие имате места каде што, пример, бројот на административци или канцелариски работени е поголем од бројот на стручните лица или на извршителите на дејност. Пример, да кажеме, не знам се, Водовод, Македонски шуми, не знам која институција се, немате човек кој врши дејност, ама имате човек кој седи во канцеларија. Не знам, поштари немате, ама имате во канцеларија некој што праќа мејлови. Дали ме разбирате? Така да, ние имаме проблем што кога се отвараат државни работни места, ние имаме проблем што не го пополнуваме местото што ни фали, него го вработуваме човекот што имаме желба да го пикнеме. И тоа ги девалвира и уништува на долг рок институциите. Се као да ви кажам, еве вие кај што живеете, ви треба автобус кој ќе ве пренеси до центарот на градот, они нема да вработат шофер, ќе вработат билетопродавач. Билетопродавач, као да кажам, дека се извади карта човек било каде или шоферот дека му продаде, но ако нема шофер нема кој да го вози автобусот. Тоа е нашиот основен проблем. Така да тие кампањи, тоа сатанизирање на опозицијата, народот е веќе отрпнат низ годините, ги научи измамите кои медиумски се прават, се уште има една категорија на понаивни граѓани кои неретко слепо веруваат и на телевизиите и на интернет медиумите, иако јас пак ќе кажам, умните луѓе ги гледаат и тие што ги сакаат и тие со кои не се согласуваат, за да можат да измерат, да направат еден кантар, па да видат кој е веродостоен, кој е за верување. Нема да им успее, мислам дека не само што нема да успеат да повратат дел од рейтингот, мислам дека само дополнително ќе тонат и бројките кои ги даваат анкетите дека само ќе се зголемат. Кога сме кај верувањето, господине Ристовски, каква кампања очекувате пред парламентарните и председателските избори? Дефинитивно Валкана. Највалкана што може досега да биде, мислам дека ќе се вади Валкан веж за сите, дури за обични луѓе, мислам дека ќе има сатанизација пред се од власта, маркирајќи ја целосната опозиција како, не знам, антиевропска, дека ќе бидеме блокирани, изолирани. Се уште јас не сваќам терминологија да го кажи, ќе одиме во изолација. Каква е таа изолација? Зошто некој би изолирал земја членка на НАТО? Зошто некој би изолирал земја која сака да се бори со сопствениот криминал? Зошто би изолирал? Затоа што не потпишува се што некој бирократ го бара. Да се разбереме една работа. Бирократите европски кои доаѓаат кај нас, ретко се тешкаши. Политички тешкаши, со да кажеме кариери по 20 и 30 години. Повеќето евродипломати, представници на земји, прво Европската унија не е унитарна држава, тоа е една своевидна
федерација која има некаква тенденција да се доекипира или да се спреми, но сепак тоа е заедница на независни држави. Тие независни држави имаат политики кои ги креираат 100-200 години. Зошто јас како етнички македонец и како представник на државата Македонија, која претендира да биде дел од тоа европско семејство, зошто да слушам некој представник, да кажеме, хипотетички, на Белгија, на Англија, на Германија, на Италија, на Австрија. Значи јас можам делумно да прифатам негови ставови, таму кај што не се сложуваме, ќе дебатираме, ќе се контрираме, но не значи дека априори јас треба се да прифатам. На крајот на криштата мене ми е најинтересно кога ме убедува да влезам во Европска унија британец, а Британија излезе од Европска унија. И кога ви вика, ама ова мора да се случи. Не мора ништо. Ништо не мора. Пожелно е, убаво е, но не мора како мора. Ние, како да ви кажам, Мора само да се умре. Така е, значи ова не се колонизаторски години, ние не сме Западна Индија, ние не сме Папуа Нова Гвинеја, ние не сме Мадагаскар и да не третираат како нафта да пиеме, значи сепак Македонија има релативно интелигентни луѓе, прошетани, луѓе со минат труд, со вредности, со се. Мислам дека дел од западните бюрократи, ќе ги наречам, не се ни политичари, затоа што политичар прво внимава што кажува и внимава како се обраќа кон одредена нација и одреден народ, чии гостине. Ние прифаќаме дека сме мала држава и дека во многу аспекти зависиме од нив, но извинете, ние нит сме слуги, нит сме робови. Ние имаме независна и самостојна држава, барем кон таква сме се стремеле, тоа што не е ни независна, ни самостојна во моментот, тоа е прашање на наш пропуст, но едноставно наше е да се бориме, наше е да покажеме заби таму кај што треба. Јас сум дел од тие луѓе кои верува и тврди дека Македонија треба да се интегрира кон одредени, да кажеме, западни токови, но на сопствен начин. Европската унија има 20 и кусур држави, секоја различно го развива системот, има одредени заеднички мерки кои се стандард, но секоја држава одлучува како ќе влезе и како ќе функционира во Европска унија. Европската унија дел од западните бюрократи многу ја напаѓаат Полска, но неодамна премиерот на Полска рече вака, вели, извинете, но ние спуштаме максимално ниво на невработеност. Бруто домашен производ како раст, ние еден од најголемите во Европска унија. Се држиме до нас. Некоја друга тема да се завртиме повторно. Како и на кој начин може да се убедат неопределените гласачи за да излезат на овие избори? Што треба опозицијата да направи за да го мотивира гласачкото тело пред се неопределените кои се решавачки фактор за формирање на стабилно парламентарно мнозинство, бидејќи ми се чини дека последната анкета покажа дека само 46,4% од вкупниот број на гласачите се спремни да излезат на гласање и ќе излезат, но висок процент од 24,6 засега со сигурност нема да излезат, барем така велат, да гласаат. Ние имаме голем проблем ваков. Во избирачкиот список имаме 1.800.000 и нешто илјади гласачи. Тоа доаѓа од 2,5 милиона државјани на Македонија. Значи Македонија има де факто 2,5 милиони државјани и носители на македонска патна исправа. А де факто во Македонија живеат 1.800.000 и нешто, прашање колку и од тие 1.800.000 и нешто на хартија реално се во државата. Така да дисбалансот и процентуалната излезеност на бројот на граѓани е диспропорционален токму ради тоа. Што сакам да кажам? Доколку на избори кај нас излезат над милион гласачи, тоа не се 57, 58 или 60%. На хартија се 60% од гласачите. Но ако излезат над милион гласачи, тоа е над 80% од народот полнолетен кој живее во државата. Дали ме разбирате? Да. Значи, ние на хартија нас ни стои дека е малку, но вие ако земете по некои западноевропски стандарди, 80% на луѓе да гласаат на избори, тоа е огромна број. 80% тие што се во државата. Оти пример, еве, Јони Бети хипотетички имаат македонски пасош, имаат македонско државјанство, тие за да гласаат треба да одат во дипломатско-конзуларното представништво во Камбера. Тој што е во Сидне, второ, сега кај нас ќе се гласа во среда. Заради збир, нели околности, во среда ќе се гласа. Која е веројатноста Јони Бети, пошто ден предходно се гласат, да излезе? Ако се десува за нас, сигурно биде дека ќе одиме. Оставаме се и одиме да гласаме. Па да, не, вие сте исклучок, зборуваме за генералното мнозинство. Ако во среда се гласа во државата,
Тие што се во диаспората, во затворите и во болниците, гласат ден порано. Гласањето ќе биде во вторник. Која е веројатноста вие во поголемите европски држави да натерате луѓе да возат или да летаат 100, 200, 300, 500 илјада километри само за да гласат на general elections, нели? Така да бројката на гласање не е таа што е вели статистиката. Значи Македонија има релативно добра бројка на излезеност на гласови. Околу мотивирањето, опозицијата треба да се постави на неколку постулати. Првиот и основен постулат е селекција на кадри. Значи не е само битно тој што е добар за партијата, не е само битно тој што има, да кажем, условно речено партиски рейтинг или рейтинг помеѓу членството, иако и тоа е битно затоа што тоа членство после трча на терен, нели? Тоа им е мотивацијата, тоа им е стимулот. Тешко е да натерате политички активисти да трчаат за вас доколку тие не ве поддржуваат. Тоа е битно. Но јас секогаш би одбрал човек за парламентарните избори што има рейтинг меѓу општата популација отколку само пред партиските кадри. Затоа што ако ги задоволувате само партиските потреби, тогаш обичниот народ има гард. Затоа што луѓето се уморни од ветување или партизација на севкупниот систем. Вие може да го партизирате општеството до одредено ниво, но луѓе сакаат, нели, као претходно што споменавме, и со медицината и со образованието. Не ви е гајле од кај, не ви е гајле етничката припадност, не ви е гајле кој, битно е да е стручен и компетентен и да ви испорача услуги за тоа што е професионалец, а идеолошки на кого сака може да припаѓа, тоа е негов проблем. Така да, опозицијата треба да одбери квалитетни кадри, опозицијата треба да изработи како и секогаш, и тоа обележи во главно ВМРО-ДПМН, да понуди проекти кои се изводливи и решаваат животни прашања на луѓето. И третиот аспект е да се држат до зборот, да не менуваат став и да се борат апсолутно максимално со криминалот, со корупцијата и да се обидат да оправат и да спасат што е можно повеќе посветено овие што го продадува во задниве 7 години поврзано со идентитетот. Така. Само да бидам краток и конкретен. Дека во брзо време и дека преку ноќ некој може да го поништи моментот со Република Северна Македонија, јас се сомневам дека е можно во брзо време. Но дека вие можете и морате да ги девалвирате институциите, па да Македонска опера и балет биде национална опера и балет, да Национална галерија на Македонија стане Национална галерија на Република Северна Македонија, да Македонска филхармонија стане само филхармонија, да македонски шуми станат национални шуми. Па нели идентитетот не беше проблем? Нели зборот македонски не беше проблем? Беше проблем Македонија како збор. Зошто тогаш ги менувавме институциите каде што има збор македонски? Нели за тоа не се преговараше? Зошто на регистарските таблички на знакчето баш на колите сега сме приморани да ставиме НМК? Па нели македонските кодови со кои се заштитени и во Обединените нации, во стандардизација и во ИСО и сегде се МК и МКД. Зошто имаме НМК? Значи, тоа се некои стартни нешта кои опозицијата ги потенцирала, кои народот ги знае, кои оваа власт се откажала, ги фрлила и ги продала вон она договореното, е токму тоа е нешто што обичниот народ, пошто му е ветено, очекува да се работи на тоа, да се смени тоа и инстант тоа да се направи во првите 6 месеци до година дена. Тогаш поддршка ќе има. Поддршката за европскиот интегритет на Македонија падна на најниско ниво. Дали ова е резултат на лагата на челниците од Европската Унија, која ни ја сплетија за време на Преспанскиот договор, кога не го исполнија ветувањето, кое ветување беше ставено и во референдумското прашање, а кој референдум не беше успешен, но сепак оваа ненародна власт не го смени историското име на државата. Да се подсетиме дека во референдумското прашање стоеше дали се согласувате на промена на името за да влеземе во НАТО и Европската Унија. Апсолутно, Бети, до збор се сложувам, затоа што рейтингот еве официјално падна за поддршка на Македонија кон Европската Унија на само 60%, иако мислам дека е понизок од тоа. Македонија до пред 10-15 години имаше поддршка за НАТО 85 до 90%, за Европска Унија 95%. И таква поддршка никој никогаш немал. Никој никогаш.
земите кои биле аспиранти да се приклучат кон Европската унија пред се, пред нивното вклучување кон Европската унија имале поддршка 70, 75, 80%, кај нас беше 95%. Сега падна на под 60. Зошто? Прво затоа што самата Европа прво промовираше кај нас тотални аналфабети и луѓе без морални, етички и национални скруполи и целосно застана на нивна страна, еден објективен човек, еден обичен човек, обичен граѓанин, без оглед дали е интелектуалец, дали е човек од рурални средини, без образование, гледа, значи, како ви кажам, гледа дека ги игнорираат едните, а ги промовираат другите. Тие другите не прават ништо за собствениот народ, поддржуваат, ги нарушија семејните односи, тераат некаква си прозападна LGBTQ агенда. Јас како човек сум за поддршка за сечии права, но ова што се случува и во системот на образование, родител 1, родител 2, немало мајка, немало ова, деца, промена на пол, тоа, извините, надвор, што викаше баба ми покојна, надворот сите вери. Така да, едно е да се либерализира, да не се оспори ничие право, но во моментот кога туѓото право ги нарушува моите права, тогаш ќе застанеме цврсто со нога и ова вака не може. Така да, сето ова што се случува е ресидив, пак ќе кажам, самата Европска унија како систем, како начин на функционирање ќе продолжи и ќе се надградува дефинитивно, но и самата Европска унија е сега во една состојба на редефинирање на тоа како треба да се функционира. Значи, целосен консензус со сите земји членки е неизводлив, затоа што секогаш ќе се случи, да ми поизвините на израз, да има една будала кој ќе блокира некој друг ради хир или ради каприз. Креирањето на европејци е нешто што е долгорочен процес. Вие не можете на Балканот да креирате нации 200 години, тие 200 години да се зацврстуваат, да се јачаат, поврзани со јазик, со вера, со уредување, и вие да се обидите во 20 или во 30 години да го нарушите целиот тој систем. За луѓето кои не знаат, самиот концепт на Европска унија, пример е кога е мобилност студентска. Тие се залагаат да можеш да студираш кај сакаш, ама не во матичната држава. Значи, ако си шпанец од Мадрид, не ти дава да одиш во Ваљадолид. Ти дава да одиш во Германија, во Норвешка, во Финска, било каде. Знаете ли зошто? Логиката е дека кога млад човек ќе отиде на запад, ќе се дружи, ќе има интеракција, па ќе запознае други млади од други земји, па ќе се заљуби, па ќе склопи брак. И идејата е така да се креира европеец, значи шпанец и хрватица кои студираат во Германија и ќе се земат и после ќе работат во Шведска, тоа дете што ќе види? Види европеец. Да. Така на некој начин имаше обид, нели, да се креираат и југословени, така? Но тоа делумно успеа, делумно не. Така да, поддршката која се има кон Европа, македонците знаат кај се стремат. Македонците колку и да зборат за некаква поддршка на некаков си БРИКС, па про Русија, па ово, јас не гледам дека илјадници македонци одат да работат во Русија. Може има 50 или 100, ама сите се селат во Германија, да кажеме. Или еве популарно е, ние никогаш не сме имале толку многу, во моментот имаме над 10.000 луѓе на Малта. На мало островче, на мала држава. Која е колку Прилеп, Битола и околината, да кажеме, таму има 10.000 македонци веќе, кои живеат, функционираат, дури има директен лет Скопје-Лавалета, така да ќе видиме, интересни времиња. Влезот на бугарите во македонскиот устав после изгледа ќе биде една од главните теми околу поларизацијата на следните избори. Имајќи го во предвид фактот што одлуката за она што го вети оваа ненародна власт околу промена на уставот беше едносмерна, и тоа без консултација со ВМРО ДПМН, но и заложбите за едината на Македонија на двете страни, на кого најповеќе ќе му одговара оваа тема, на СДСМ или на ВМРО ДПМН и зошто? Може ли да се избегне на некој начин оваа тема за време на изборите? Не, нема да се избегне, дефинитивно ќе биде паричка на подкусурување. Видете, СДСМ веќе ги изгуби сите аргументи кои ги имаше. Тоа е кој на овчарчето што викало волк, 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 на крајот дошол волк и ги зел. Едноставно немаат кредибилитет, што и да кажа да веќе депласирано, се испостави дека оној принцип на ниве на правење отстапки за задржување на власт по секоја цена едноставно не функционира, едноставно не можат да испорачаат ништо тоа што ветиле. Прво треба да се разбереме една работа, Европската унија не бара само ние да ги решиме политичките прашања.
затоа што во времето на претходната гарнитура на ВМРО-ДПМН, заклучно со 2016 година, нас ни велеа неколку пати кога ни го враќа нели оној извештајот, и кога не ни даваат датум, него само ни даваат позитивна оценка, нас ни велеа вака: вие ги исполнивте сите критериуми, причината за невлегување и незапочнување на преговори кон Европската Унија е политичка. Значи, тогаш проблем беа само политичките односи, имаше некакви, да кажеме, жалби, поготово задните 2 години или со бомбите за ОСЕ, дека немало владење на право, демократија, слобода на говор, но сите други законски критериуми беа исполнати. Кога оваа владеачка структура дојде, прво што направи, ги укина еден куп заштитни механизми. Пример за именување на директори, за именување на функционери, се укина психолошкиот тест, се укина тестот за интегритет, се укина барањето за познавање на странски јазици. Значи, сите тие критериуми кои претходната структура на ВМРО-ДПМН ги интегрира во системот, за да што помалку има врскаджи или луѓе преку трупа што стигаат до битно место, самата ВМРО направи тогаш систем да се знае кој може да владее. Значи, да нема луѓе, да ми поизвините на израз што им диша главата, луѓе кои се несоодветни, луѓе секакви овона. Сите тие заштитни механизми во 2017-2018 беа укинати. Така да дека тоа со бугарите дека ќе биде тема, дефинитивно ќе биде тема, да се разбереме една работа. Ставањето на етничка заедница бугарин во македонскиот устав не е проблем. Проблем е што државата Бугарија не признава постоење на македонци во Македонија, што не признава македонци во Бугарија и што всушност вели дека секој македонец всушност е одроден бугарин. Вие немате проблем со ниту еден народ кој е сега во актуелниот устав или тие кои покрај бугарите треба да бидат ставени во уставот. И утре, за 6 месеци, за 8 месеци, за 10 месеци, не би требало да има проблем да се изгласа уставна измена и да се стават бугари во устав. Но Бугарија треба да исполни нешто за возврат, за да се види дека тоа не е една форма на политичка асимилација врз нацијата. Зошто? Штом ги примите во устав, штом ги ставите како дел на конститутивен народ, тие ќе имаат право да имаат емисии на македонска телевизија, да барат пари од буџет. Како јас пари од буџет да му дам кога некој ме негира? Како да му дам емисија на телевизија кога тој во таа емисија на телевизија ќе врши антимакедонска пропаганда? Значи тој нема се занимава со сам себе. Ќе се занимава со македонската нација и македонскиот народ. Така. Тоа е проблемот. Така да дефинитивно ќе биде тема за овие избори. Поентата е што актуелната власт нема аргументи да го брани вклучувањето без одредени заштитни механизми. Опозицијата од друга страна има кажано: внесување на бугари во уставот не е проблем, но не под овие услови. Вака не. Значи вака не играме. Се додека не се сменат одредени ставови и решенија, ова какво што е сега ќе остане. Така. Господине Ристевски, како гледате на најавите или поточно како ја свативте најавата дека членови од движењето Самоопределување од Косово, инаку формирана од актуелниот премиер на Косово Албин Курти, дека ќе дејствувала на политичка сцена во Македонија на следните парламентарни избори за да ја помогнат на сестринската опозицијска коалиција и Европски сојуз за промени, составена од БЕСА, Алтернатива и од Сдруженијето на Изет Меджити? Виде, прво има нешто што се вика законски одредби. Ако тие што се во венведосие, во самоопределување во Косово, ако се истовремено македонски државјани, тие имаат право било што да прават во Македонија. Луѓе кои се странски државјани, политички да бидат инволвирани во кампања, прво е противзаконски. Така да, просто едноставно, законски. Истото и околу нивното политичко, да кажеме, регистрирање кај нас. Значи, законот забранува огранок или оддел на политичка партија со исто име или иста идеологија или исти агенди да функционира на територија на друга држава. Така да, јас ова повеќе го сваќам како некаква идеолошко-клановска борба во кај етничките албанци, помеѓу оние етнички албанци од Македонија и од Косово. Мислам дека Албин Курти е тој кој не се сложува или има различни гледања на општествено политичките нешта со ДУИ во Македонија. И тој предпоставувам дека како што и претходно еден Еди Рама се трудеше
да направи некакво условно речено се албанско обединување или консултирање или се. Тоа е дел на граница на легалност. Да бидем искрени, еве ние како македонци се обидуваме да имаме контакти со македонците во Пиринско и во Севкупна Бугарија, нели имаме контакти со македонците во Мала Преспа, Голо брдо, со оние горе на Косово, со оние во Егејска Македонија. Тоа што сме ние помалку продорни и помалку влијателни, тоа е наш проблем и наш хендикеп. Влијанието на Албин Курти и целата негова екипа, која поддржува опозицијската структура на македонските албанци, ја сваќам како некаква си борба за влијание, како што се случува во секоја фела и во секоја сфера од животот. Партиите на македонските албанци во изминативе неколку години се многу конфузни. Да не речем за греота. Тоа е прво и основно затоа што ги исполнија најголем дел од агендите, што ги планира и за јазик, и за вработување, и за застапеност, и за образование, и за се, и веќе немаат каде да одат. Филмот со сецесионизам веќе не проаѓа, затоа што вие не можете да делите земја членка на НАТО, значи чао. Џабе се трудите, не можете тоа да го направите. Обединувањето на албанците ќе се случи исто кој ќе се случи обединувањето на македонците. Тие го пробаа со на форма на Вучич заедно со Рама на Отворен Балкан. Отворен Балкан ми одговара на србите и на албанците, не им одговара на македонците, затоа што македонците за да се обединат може да се обединат само во Европска унија. Така. Останатите македонци живеат во Бугарија која е во Европска унија и живеат во Грција која е во Европска унија. Така да со цело должно почитување на македонците на Косово и со цело должно почитување на македонците во Албанија, но тие се многу помала бројка, иако се прекрасни луѓе, јас познавам многу од нив, со цело должно почитување на македонците во Србија, кои држат до себе, но во голема мера се и асимилирани просрпски, да кажем, иако дел од оние селски средини во Војводина, во оној дел околу Панчево, Јабука и се останато се одлични луѓе. Обединувањето на македонците може да биде само во Европската унија. Некој може да не се сложи со мене, ама тоа е факт. Затоа што матицата на македонското население живее долу и лево. Така да ќе се обидат они да прават нешто, јас пак ќе кажам, нема зошто многу да мудруваме апропо однесувањето на македонските албанци опозицијата и однесувањето на Албин Курти. Има едно нешто што се вика само почитување на закон и постапување по него. Постапување по закон, стегате кривични пријави и тоа е тоа. Бидејќи го спомнавте законот и за политички партии, јас би се задржал на истово прашање. Член 8 од законот за политички партии навистина вели дека политички партии регистрирани во други земји не смеат да действуваат на територијата на Македонија за време на парламентарни избори. Сепак, останува дилемата околу действувањето на партијата самоопределување на косовскиот премиер Албан Курти во Македонија. Инаку Меджити заедно со Касами и Африн Гаши, оваа партија самоопределување од Косово неодамна ја наавија како четврти субјект во нивната коалиција. Дали ова со самоопределување испревртена изјавата која излегува од кујната на ДУИ и СДСМ, бидејќи Изет Меджити во неговата изјава рече дека партијата на Курти досега била активна во Македонија, посочувајќи го примерот со Беким Чоку, кој потекнува од Струга, а кој моментално е советник на Албин Курти за Македонија, но и тоа дека порано бил пратеник во Македонското собрание и дека има македонско државјанство. Пред да одговорите на прашање, сакам да пробаме со Бети да пуштиме изјавата на Изет Меджити. Може. Пример, Беким Чоку моментално е советник на премиерот Курти за Македонија, е стружанец, бил и порано пратеник во собранието, воедно и член на Генералното собрание на Ведвендос на самоопределување. Значи најверојатно он ќе биде во заедничките листи. Пред законот мора да биде да има државјанство од Република Македонија, не е спорно тоа. Дали ова е само предизборен фолклор и со која цел, односно каква е позадината на сето ова? Како гледате на ваквата ситуација, ќе се отвори ли Пандорината кутија и дали во идните парламентарни избори ќе гледаме се почесто политички партии од соседството? Не, видете,
Ајде да кажем и друго. Ние на претходните председателски избори го имавме трет кандидат покрај Гордана Сињановска-Давкова и Стево Пендаровски, го имавме Блерим Река. Блерим Река беше кандидат на тогашната албанска опозиција за председател на Македонија. Заврши изборите, тој влезе како министер во владата на Косово. Така. Значи влезе во владата на Косово како министер. Видете, се решава. Јас пример би употребил една непопуларна мерка, која предпоставувам на многу македонци од диаспората нема да им се допадне, за внатре во систем политички, но таа е носител на двојно државјанство, не може да има политичка функција во Македонија. Па И не, така нема стига- што да се лутат државјаните македонци во другите земји овде во Не, не, Австралија, ме- се донесе ме закон, разбирате што која е нема целта. право, со двојно државјанство нема право да биде во парламентот. Има таков закон овде? Да, значи ме разбирате, така? Да. Затоа што ние, пример, во претходната влада на ВМРО ДПМН, ние имавме мноштво министри пред се од Америка, паметите, така? Да. Значи имавме еден куп министри кои дел од нив одлично работеа, имавме за странски инвестиции, еден куп луѓе што пример тогашниот премиер Груевски ги интегрираше во системот. Но со овој мој предлог, еве јас што го кажувам, доколку вие тоа го направите на ниво на парламент, на ниво на државни органи, на ниво на дипломатија, и автоматски го елиминирате можноста да ликови кои политички играат двојно во системот, да се јавуваат и како министри на Косово, и како министри во Србија, во Бугарија, во Америка, во едноставно правило. Имаш право на глас, значи штом си македонски државјанин, биди од Австралија, од Канада, од Свазиленд, од Папуа Нова Гвинеја, од кај сакаш биди. Правото на глас е право на глас, но обавување на општествени и државни функции во сфера на собрание, носител на јавна државна функција, значи директор, министер, било што, дипломат, прво и основно правило, единствено носител на македонски пасош. Имаш двојно државјанство, ако сакаш, треба од другото трајно да се откажеш. Или немаш право на тоа. И едноставно, значи гледате колку едноставно, еве, гледам коментар зошто Ден Дончев не го пријавите во Австралија со двојно државјанство и извршуваше функции во Македонија. Значи во Македонија законот дозволувал, еве, и Даниел Дончев, и Виктор Мизо, и не знам кои беа се министри сега, Ташковиќ, компанија, значи имаше еден куп такви, но да не заборавиме се, не се само македонците од диаспората. Во Македонија има еден куп македонци кои имаат хрватско државјанство, црногорско, бугарско. Значи има еден куп луѓе што имаат второ, трето државјанство. Ке си донесете закони, ке кажете, ти можеш да функционираш, да работиш се во државата, да обавуваш високо избрана или именувана државна функција, не можеш. И едноставно. Така да, ова што го прават опозицијата на македонските албанци, пред се, кога ние го слушаме во медиумите, македонските медиуми, делува страшно, језиво, нели изненадувачки, повеќе фолклор за попростото и понеписмено население кај албанците и мислам дека пробуваат некаква, да кажеме, албанско обединување, ќе се сплотиме, ние сме сплотени, ние сме обединети. Било кој жител на Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар, кој е албанец, кој сака да оди на Косово, може со лична карта да оди. Знаете што е проблем? Проблем е 2 пати застанување на граница, проблем е што не може 2 километра автопат да изградат, 6 години градат, 5 години, 2 километра автопат кај Качани. Кој дел према Косово, знае што зборувам, колони редици. Тоа да беше од онде од кај Тетовска трошарина и после да го довршеа према Стенковец и да се решеше тие 15 километри од Скопје до Косовска граница, и македонскиот албанец да можеше од тука од кај мене кај што Илио Чаир да запали кола и за 25 за 30 минути да отиде према Прешево, и према Генерал Јанковиќ, нели? Хане Елизит, како го викаат. Еве ви го обединувањето. Нема друго обединување. Се друго е фолклор за интерес, за се добие 1-2 пратеници повеќе, за се уценува после за добивка на власт, да се лапаат државни места и да се лапаат тендери. Така да нема потреба од плашење, само треба државата да ги санкционира и да мава кривични пријави таму кај што треба и некоја си одговара за говор на омрза, за поттикнување на меѓуетничка расна и верска нетрпеливост, или ако го крши законот, само се одговара. Значи кај нас само фали дословно применување на законите. И знаете како ќе се смират? Ни изјави ќе даваат, ни ќе се глупираат, ништо. Тоа е тоа.
Можно ли е одделувањето на Меджити од ДУИ и формирањето на новиот опозицијски блок на албанските партии од Македонија, кои ја креираа така наречената опозицијска коалиција и Европски сојуз за промени, составена од БЕСА, Алтернатива и од Сдруженијето на Меджити, да е игра, односно пред време добро осмислено сценарио за да остане на власт оваа владина коалиција, која очигледно добро ја игра улогата која ја имаат добиено од надворешниот фактор, а се со цел да го реализираат сценаријето за затворење на македонското прашање, секако на штета на Македонија и македонскиот народ. Македонските албанци има еден проблем, кај нив е, се нема бием вулгарен, ама муабетот со змијата или магарето. Не е човек паметен, еве јас да сум македонски албанец, јас би гласал за македонска партија. Мислам за партија на сите. Не би гласал ни за ДУИ, дефинитивно нема за ДУИ не би гласал, затоа што ДУИ е власт повеќе од 20 години и од кога е ДУИ на власт, 3 пати повеќе албанци се селиле него претходно. Значи, кој е добро да се сели народот, очигледно не е добро. Така да ДУИ е очигледно проблем за македонските албанци. Опозицијата на македонските албанци и оваа трипер комбинација, споеност на Меджити, Гаши и Касами, како да ви кажем, не знам како да ги оценам, сите се избрука и избербатија задниве неколку години, се поставија дека се најголеми вазали на ДУИ, да влезат по 6 месеци по една година на власт. Изед Меджити беше 3 мандати градоначалник на Чаир, местот каде што јас потекнувам, каде што веќе не живеам, но каде што се уште моите родители живеат. До пред една година бев официјално и жител на Чаир. Катастрофално лош градоначалник. Општина каде што неговиот наследник е исто дел од неговото движење. Фактички Меджити и структурата на Меджити владее со Чаир веќе 20 години. Чаир е општина каде што неодамна излезе информација дека има 37 или 38 дивоградби згради. Значи не куќи. И кој знае кај е Чаир? Чаир е фактички втората центарска општина. Значи ви имате две микроопштини во Македонија, микро по територија, општина Центар и општина Чаир. Во Чаир има 37 или 38 дивоградби згради. Значи пак ќе кажам, не станови, не збориме за некоја општина која е негде на автопат па дел во планините, во строгиот центар на градот е. Значи пазарот Бит пазар е дел од Чаир. Општина Чаир е до стоковната куќа Мавровка и до тврдината Кали, 97% од чаршијата, тука завршува Чаир. Во Чаир има 37 или 38 диви изградени згради. Вие сте членка земја на НАТО, сакате да влезете во Европска унија. Кажете ми, дали во Европска унија ќе влези било која држава, еве Тирана нека е, Подгорица нека е, Белград нека е, во центарот на тој град или Сараево, во центарот на градот да има 38 диво изградени згради. Просек земете 50 стана да има, значи има 2000 стана диви изградени, без платени комунали, без елаборат, без дозвола за градба. Така да, видите, јас сакам промена во блокот етничко албански, јас посакувам ДУИ да падне, ама ако ДУИ падне, треба да дојдат Касами, Гаши и Изед Меджити. Така да, буквално е ова ситуација со змијата и со магарето, единствена паметна ситуација е кај партиите на етничките албанци, да опозицијата добие огромен одзив, да оди преку 55 пратеници, моја најголема желба, преку 50 ќе оди сигурно, јас се надам дека ќе оди преку 55, ако отиде преку таа бројка, помал ќе биде просторот за уцена на етничките албанци во потенцијалната нова влада, околу мојките ингеренциите кои би ги имале. Од друга страна, јас апелирам до актуелната опозиција, кога утре и во брзо време би дошла на власт, да максимално ги интегрира во системот македонските етнички албанци со високи звања, со знаење, со интелигенција, значи буквално да даде отворен оглас и да го прибере секој еден етнички албанец од Македонија кој има знаење во наука, во култура,
во земјоделие, во здравство, било што, и да не чекаат тоа да биде алтернатива без алијанса или дуи, него самите, еве, ВМРО, ДПМН и Соколи, тие да ги интегрираат во системот. Така. Само тоа е, ништо друго. Како гледате на изјавата на лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари дека македонскиот политички блок користел националистички наративи и дека имало радикализација на ставовите во однос на зачленувањето на Македонија во ЕУ и затоа после изборите очекувал реакција од албанскиот политички блок со барања да се отворат повеќе прашања кои према него биле легитимни, меѓу кои и промената на уставот која према Таравари бил стопати крпен, но и ново уредување на државата. Дали ваквата изјава е еден вид на закани? Таравари е за греота. Таравари двата мандати кои ги има добиено како градоначалник, ги има добиено благодарение на македонските гласачи поддржувачи на ВМРО ДПМН. Че Арбен Таравари во Гостивар нема никогаш да бил градоначалник, доколку македонците, пред се поддржувачите на ВМРО ДПМН, не го гласале. Македонците гласачи на ВМРО ДПМН, Арбен Таравари во Гостивар го гласале за Инаец за да не биде Невзат Бејта од Дуи. Така да Арбен Таравари општествено политичкиот легитимитет го има благодарение на тие кои ги плука и им продава памет. Така да Арбен Таравари малку треба да се спушти на земја, затоа што без етничките македонци во Гостивар тој е политички мртов. Второ, Арбен Таравари на претходните избори заедно со Алтернатива има 12 пратеника. 4 беа на Алтернатива, 8 беа на Таравари, 2:1. Таравари живото да му зависи не може да има повторно 8 пратеника. Така да го успеа со негова игра политичка, да кажеме, да го елиминира на некој начин председателот идеологот на нивниот политички субјект, кој ја изгуби позицијата на председател, Зијадин Села. Тој дојде на местото на Зијадин Села и најклиентелистички, најотворено, прифати да биде пиун и да биде слуга на Дуи, партијата која толку многу ја плукаше на паѓаше, тој сега е во влада заедно со Дуи. Доби еден куп министерски места, еден куп директорски места, доби тендери, така да неговиот долгорочно рок на трајање е заклучно со изборите на 5 или 8 која ќе бидат мај. Така да тоа е можноста, се што ќе кажи во моментот Арбен Таравари е илузорно. Тој малку ме потсеќа во реториката на Имер Салмани, кој беше нели македонскиот Барак Обама, беше космополит. Излегува 150.000 гласачи, од кои повеќе од пола македонци го изгласа. Ги доби гласовите, го доби наклонот на народот и после почна да јаде на политанки и да кажува еден куп глупости националистички, тотално му потона долу рейтингот и сега го гледаме Имер Салмани како газда, пример, на една приватна фирма, искача на телевизија, излегува еве исто како мене, со тоа што јас тоа го правам од идеологија, тој го прави очигледно од интерес, затоа што сега неодамна излегува информации дека фино наплатил преку фондот за иновации, пример неговата фирма, неколку стотици илјади евра зел, така да јас Таравари го гледам и во тој правец. Таравари проценката е дека на наредните избори ќе земе 2 до 3 пратеника, што од 8 пратеника кои ги имал го прави нерелевантен. Блокот веќе се подели, едниот блок е Дуи, вториот блок се Алтернатива, Беса и Движењето на Изет Меджити, заедно со Венведосија, нели, самопределување и таа екипа, така да он станува еден трет фактор и него сега му останува или да се преклони лево, или да се преклони десно, или да си остане сам, а ако си оди сам, ќе биде колатерална штета. Ако падне на 2 или 3 пратеника, прво значи дека ќе го изгуби местото како председател во партијата, а второ, знаејќи како функционираат албанските партии, сосема е веројатно некој од другиве две лева или десна коалиција да му ги изеде, тоест превземи пратениците, така да изјавите на Арбен Таравари ги гледам како изјави на еден очаен човек кој веќе тоне во сферата на политиката. Така. Мислам дека добро го образложи ова. Така.
2024 година од страна на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија е најавена како година на промени. Но пред да разговараме за тоа што не чека во 2024, би сакале малку да поразговараме, односно да се потсетиме на годината која изминува, година која беше преполна со понижувања, година на неисполнети ветувања, година која би сакале да ја заборавиме, година во која се случија и работи кои не требаше да се случат, година на убиства, особено двете грозоморни убиства, она на Панче Жежовски и 14 годишното девојче Вања Ѓорчевска. Немаме намера да зборуваме за сите тие работи кои се случија во 2023, но ќе се задржиме само на два морбидни настани. Ќе започнеме со аферата на онкологија. Како ќе ја прокоментирате оваа афера, која што и покрај формирањето на анкетна комисија заврши без лоцирање на некого за политичка одговорност, ниту пак обвинителството приведе некого, ниту пак поведе некаква постапка или осуди некого за оваа афера, иако анкетната комисија аргументирано посочи некои лица со име и презиме, но од власта тоа беше отфрлено како политизација. Дали аферата онкологија е пример за нефункционалноста на оваа ненародна власт, а со тоа и нефункционалноста на државата? Како гледате и на тоа што обвинителството не покрена ниту истрага, туку случајот го затвори само со предистрага? Страшно. Страшно, не видите, тоа што се случило на онкологија и на дел од други клиники е потврда колку одредени структури на искварени луѓе, на расипани луѓе, на видите, зборот луѓе е тежок да го спомнам, на гадови функционираат, и да видите таков садиста, на човек кој се бори за денови или за месеци од животот, да си играте со тоа, да му давате раствор или физиолошки раствор, или да едноставно дозволите да умира пред ваши очи, а лекот за големи пари да го продавате во соседството, е гнасно. Мене ми е многу тешко да зборувам на одредени теми, затоа што имам и во поблиската околина, не е поврзано со онкологија, со некои други клиники во Скопје. Имам блиска личност која си има проблеми здравствени тешки, влие врз нејзиното здравје и се. И гледам како одредени луѓе во одредени клиники се однесуваат и колку го имаат спуштено односот и нивото, и дека сите нешто чекаат, нешто да се почасти, да се даде, да се плати, да се земе, заборавајќи дека колку и да мисла дека е тоа нешто што е, да кажеме, од домаќинето, дека е кривично дело и затоа се скапува во затвор. И јас таквите садисти најстрого би ги казнил за се, поготово луѓе кои потпишале таа Хипократова заклетва. Страшно е. Јас никош нема да ги нападнам сите доктори, затоа што познам огромен број стручњаци, и млади и повозрасни. Најголемиот дел од нив се честни, добри и одговорни луѓе, огромното мнозинство, но 2, 3 или 5% се апсолутни гадови, кои својата стручност ја имаат продадено до ниво да буквално рекетираат обичен народ. Јас сум рекол, доколку сакате да заработувате, отидете на приватните клиники. На приватните клиники нема да може толку да ескивирате во работа, ќе бидете дупло или тродупло платени, али можноста за мито, за рекет и за ова ја нема. Срце ме боли кога гледам како обичен народ пати. Исто така, затоа што и работам и функционирам во околина на државната болница, познавам многу здравствени работници, комуницирам со голем дел од народ и знам како функционира сето тоа. Жално е до кој ниво го имаме срозано и уништено системот. Жално е што имаме 3 други универзитетски клинички болници, Штипска, Битолска, Тетовска, што тие најлесно кога нешто не може да набра, го препраќаат пациентот во Скопје. Во Скопје е таква гужва, такви редици, таков хаос. Едноставно тоа е потврда дека не се работело на систем, значи дури за банални интервенции кои треба да ги средат докторите во овие болници во внатрешноста, не ги средуваат. Најлесно е прати го во Скопје.
Многу има што да се работи. Здравствениот систем е девалвиран и уништуван со години. Таму мора најтешки резови да се направат. Многу мора да се инвестира и во кадар и во се. Актуелната власт 7 години не ја доврши, а беше во завршна фаза на градба, нова клиничка болница во Штип, цела крената, изградена, затворена, требаше да се доврши ова, 7 години тоа не е направено. Болницата во Кичево се гради 20 и нешто години. 20 и нешто години. Изградена е, не е пуштена во употреба, болница во Кичево. Дури се доведовме во ситуација да се водат дискусии дали болниците, пример во градови како Крива Паланка или некои други, да се затворат. Луѓе како вие во град со 15.000, 16.000 жители би затвориле болница. Немало да биде болница, ќе било диспанзер, пациентите ќе биле препраќани. Каде би ги препраќате? Најблисо град до Крива Паланка е Куманово. Вие човек треба да лежи во болница, ќе пратите 60 км во друг град? Зошто? Затоа што немало доволно кадар. Обучете кадар, донесете. Имате Значи, ние се доведоме во ситуација, јас себе Ирска имам шетано, во Ирска градови со 5.000, со 10.000, си имат Ние се доведоме во ситуација да сакаме да ги затвараме. Каде е новиот клинички центар кој беше вето? Не можете да имате реформи во држава кога менувате толку министри. Колку оваа актуелна власт во задниве 7 години смени министри за здравство? 4. Да. Колку смени министри за култура? 5. Или 6. Не може луѓе вие секоја година министер да менувате. Тоа значи дека немате ни план, ни агенда, ни идеја. Што изградија, што направија. Така да... Не знам што. Вториот, нажалост, исто така е црн случај, а тоа е двојното грозоморно убиство, кое се уште е актуелно, но се помалку информации излегуваат од оние кои се одговорни да одговорат на многу логични прашања, вклучувајќи го и прашањето од обдукцијата на убиените. Како гледате на досегашното справување, односно несправување од страна на институциите, кои треба да дадат точни одговори на логичните прашања кои започнуваат со како и зошто, како на пример како се извршени убиствата, зошто се извршени, кој е мотивот, кој е вистинскиот извршител за овие две громозорни убиства, кој се други е замешан, каква е улогата на родителите во сето тоа, има ли нарачател или нарачатели и кој е, односно кои се, ако ги има повеќе. Господин Рисевски, дали неказнивоста е пресуден фактор за извршување на овие две грозоморни убиства и слични на нив? Ќе дознае ли некоја жавноста вистината за ова што се случува и каквите се вашите очекувања околу екстрадицијата на Палчо? Уште потешко од претходната тема е оваа тема да се зборува. Тешка е затоа што убиства се случуваат постојано секаде. Постојано секаде. Но воглавно тоа го прават или од освета, или од небрежност, или од материјална корист, или било што. Неретко се случуваат во семејство, неретко се случуваат кај непознати. Да возрастен човек ликвидира дете, младо девојче, да го киднапира и да го ликвидира е одвратно, гнасно. Немам коментар, немам зборови како тоа да го опишам. Што е спецификата и проблематично дека овој случај? Да не забораваме кога се случи убиството. Убиството се случи за време на одржувањето на самитот на ОПСЕ. Киднапирањето се случи на 300 метра од владата и на некои си 600, 700, 800 метри од салата Борис Трајковски, кај што се случуваше самитот на ОПСЕ. Значи, во моментот кога Скопје било дроп зон, што би рекле амерички, или као што е, се вика за Вашингтон, или дроп зон, кај што е забрането и за прелети, за било што, на пиле не сме да прелета. Во време на самит на ОПСЕ, кога цела полиција била во Скопје, на дистанца помеѓу влада и место кај што ОПСЕ самитот се случува, вас ви киднапираат дете. Среде бел ден. Со украдена кола, после извршено убиство во друг град, кај што не е пријавено барањето на колата и било што, се излегува од град и се случува уште една ликвидација. Тоа се фактите и податоците до кои јас си дозволувам да коментирам, затоа што се тоа општо познати факти. Се друго, кој извршил, како извршил, зошто извршил, кои се причините, основата на мерата, извршителите и се останато,
тоа ќе мора да се разреши низ законска судска постапка. Јас се трудам да не се сомневам во тоа што е исказ на полицијата, иако јас кога се дава и ние забораваме да функционираме по некои западни стандарди. Кај нас пример и добрите и лошите вести, тоест вограно добрите за политичарот ги пренесува политичар, кога се лоши сите се кријат. Триумфалистичкиот однос на министерот Спасовски, јас воопшто не го сваќам, јас дури мислам дека во дадениот ситуација тој проба нели да привлече поени или било што, затоа што брзо изреагирале, направиле, средиле. Јас кога има такви настани, јас очекувам изјава, информација и образложение да ми дадат професионалци. Главни во полиција, локално, било како вона, очекувам професионалец да ми каже. Професионалецот да ми соопшти што како се случува. Дали како ќе се разреши случајот, ќе видиме колку сме и правна држава и издржан систем, колку функционира полицијата кај нас, колку функционира судство и обвинителство. Сето ова ствара една многу лоша, многу грда атмосфера во јавноста. Многу од луѓето се уплашени, многу од луѓето се под стрес. Што ќе се случи со екстрадицијата на Палевски од Турција, ќе видиме. Јас не сакам да шпекулирам прво и основно затоа што се поврзано со овој настан ми е многу матно. Многу ми е под некаков превез на нејасноти, на нелогичности. Знаете, излегува многу информации и за родителите, и за семејството, и за детето, и за луѓето кои го обкружуваат. Јас мислам дека во дадената ситуација некој се обиде со една ситуација, со еден удар, 2-3 муви да отстрани. Гледам во наредната техничка влада која ни предстои за 3 недели од денес, 3-3,5 недели, дека Оливер Спасовски ќе се повлечи од функцијата, затоа што се трга нели од министер, но нема да биде дополнителен заменик министер, за разлика од пример министерската Тренчевска која ќе ја тргнат нели во труд и социјална политика, ама ќе биде што викаме супер бинго контрола на министерот од опозиција. Во случајот Спасовски нема да биде. Тоа покажува две работи, тоест три. Или дека Спасовски е спремен или се надева да влези во трка за претседател на држава, или дека се проценува дека има лош рейтинг во јавноста и дека не проаѓа, дека е поарно да се тргне на страна, или третата опција е дека е согледано дека во дадената ситуација подобро да го нема фронтално во политиката до самите избори и дека ќе го повлечат на ниво на партиска теренска работа во врска со изборите, иако човекот беше повеќе од 7 години, вклучувајќи предходно во време на техничките влади на ВМРО дека беше министер, така да заедно со Гордана Јанкуловска најдолгиот министер што сме го имале во историјата на Македонија. Ќе видиме што ќе се случува. Тешко, замешано, не знам, нова тема како што гледате, еве се пробувам да извлечам од себе најможно што можам и информација и анализа, ама ми е тешко да зборувам. Лошо. Кога сме кај Спасовски и внатрешни, како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за внатрешни работи, дека нивната работа околу истрагата за двојното грозоморно убиство е целосно завршена, а за сите други аспекти од истрагата ги упати новинарите да се обраќаат до обвинителството. Спасовски при тоа додаде дека доколку се проценело да се проширува истрагата и да се бараат други барања од страна на обвинителството, МВР ќе постапела по тие барања. Ајде ќе видиме. Доколку тие сработеле кој што треба, на обвинителството, поготово на судот, ќе му биде многу лесно да донесе одлука и да одреди ригорозни казни. Што правиме ако случајот пропадне? Што правиме ако се испостави дека понудените докази и аргументи кои полицијата ги нуди не може да се потврдат судски? Каде ќе ја лоцираме тогаш вината? Затоа што, знаете, вие живеете во таква западна земја, Австралија функционира како систем и ова, знаете, ако му пропадне случај на некој, мора и тој да сноси одговорност. Штом политичар фронтално излегува и дава такви самоуверени изјави, секоја чест. Ако е така, јас сум прв како човек што ќе му честита и него и на професионалците во Министерството за внатрешни работи за одлично завршена работа. Ако е точно и ако се тоа што го лоцирале е точно, прецизно и сторителите сносат одговорност. Но мислам дека влегуваме во една замка на долг и измачувачки процес,
кој мислам дека во периодот воочи изборите дека нема да се реши, прво затоа што главниот осомничен и обвинет не е достапен на јавноста и е во друга држава. Така да видиме, вие за да другата држава во дадената ситуација Турција го екстрадира, мора да детално аргументирате за да тие ви го испорачаат. Така да тоа ќе биде првата основа дали ние обвинетиот ќе го добиеме за да биде достапен пред органите на јавноста за да кривично одговара. Така да изјавите може да се толкуваат само низ призма на пракса. Тоа што кажувате дали е изводливо и дали е применливо. Се друго е мачкање на очи. Како ќе ја прокоментирате одлуката на општина Тетово за отстранување на крстот на Попова шапка, зашто МПЦ веќе го добила решението и најави жалба по истото, а всушност ја достави жалбата вчера, ми се чини. Дали ова е еден вид на дворска игра која оди во насока на разгорување на меѓуетничкиот соживот или предизборно сценарио од којите на СДСМ и другите политички партии од албанскиот политички блок, се со цел ВМРО ДПМН која според анкетите со сигурност ќе победи на изборите, да му ја намала шансата за состав на нова влада? Да и да. Однесувањето на Касами е фарсично. Прво Касами требаше си добие кривични пријави, уште со гостувањето на Албин Курти и изјавите. Тој секој втор, трет ден дава изјави каде што поттикнува етничка, верска и било каква нетрпеливост. Човекот треба едноставно, доколку има органи на државата, не треба тоа да политика, тоа се работи по службена должност. Мене ми е тоа криво, што во оваа држава се зависи од тоа кој владее. Значи, еве хипотетички, јас да работам во јавно обвинителство, јас лично, мене ми е гајле кој ми е министер и кој е во владата, јас како обвинител по службена должност имам устегнав едно 2, 3, 4 кривични пријави, па нека одговарам по судови, нека се поти, изјавите му се јавни, како можам јас кога дури еве со Австралија разговарам, знам некогаш да бидам малку злобен, знам малку да бидам дрзок, но внимавам што кажувам, затоа што искажаната јавен напад кон некој, поготоа експлицитна, кај што се однесува со име, со случај и со ситуација, која доколку друг не ја кажал, јас ја кажам, јас ќе морам да ја докажам. Така и во дадената ситуација, доколку градоначалникот на Тетово вика дека Тетово е седиште на Албанија, дека албанска држава, ово тој автоматски повикува на сецесионизам, на доведување државата во подчинета. Значи има ставки во законот по кои се одговара. И нема тука викање, лутење, карање, нема потреба. Значи, ние имаме проблем со функционирањето на системот и на сносење одговорност за позицијата на која работиш. И јас, вие, сите останати, плаќаме човек во буџетот кој треба да го штити уставниот поредок на Република Македонија. И јас не очекувам ни ДУИ, ни ВМРО, ни СДСМ, ни било кој да ме брани. Тоа е парламентарна власт која форсира централна власт, но со носители на јавно политички функции. Јас очекувам професионалци, јавен обвинител, исто како во полиција. Полиција кој ќе се случи со браќајка. Што го прашувате ви од ВМРО, ДСДС да е, од ДУЛИ да е? Доаѓа на терен, прави записник, нема врска ти кој сакаш биди. По службена должност. Токму така треба да се реагира за ова. Тоа со дивоградбите е фарса, патем. Крстот е ниво на урбана опрема, значи тоа не е градба. Да, градба е, но е монтажна градба на постамент. Второ, не е изградено диво на јавно земјиште, е изградено на црковен приватен имот. Ограден имот, не е ставен покрај тротоар, како што пример на Битпазар има споменик со орел, или како што во Скопје север има на кружниот тек што Коце Трајановски го изгради, а актуелниот што го зборував Мизет Меджити, изгради споменик на борци на УЧК. Тоа е дивоградба и никој не ја чепка. Градбата на верски символ, на верски имот, па вие на само 500 метра кој сликан крстот од позади, на Попова шапка, кој патем незаконски пример, албанците го викаат Кодре и Делит, демек Сончева долина, че место се вика Попова шапка, каква Сончева долина. На само неколку стотици метри кај населбата, ви имате џамија на 4 спрата со минаре огромно. Таа е дивоградба. Вие во општина Тетово имате десетици илјади објекти дивоградба. И сега,
Не знаеме, а тоа ќе се види, ќе се испостави прашање на време, или е сплетка на Дуи, или е некакво јачење, челичење и глумење мангуп, или квази принципиелност на Билал Касами. Како и да е, и едното и другото да е, штетни се, проблем прават, и пак ќе кажам, предизвикуваат верска, расна, етничка нетрпеливост. Во оваа држава еден куп верски објекти, многу повеќе исламски, многу помалку православни, се целосни дивоградби. Ако вие сакате нешто да спречите, го спречувате во корен, ќе почне. Нешто што се еректирало, што се кренало и што се завршило, немате право да го чепкате. Само правите проблем таму каде што го нема. Јас ова го ставам во моментот, она што двајцата го кажавте, во еден своевиден политички фолклор и обид за општествено политичко факторизирање во очи од избори. Ке се изнагледаме гадоти наредните 4,5 месеци, така да Господ нека ни ја напомоши. Како гледате на тоа што тројцата пријавени кандидати на огласот за нов државен јавен обвинител, Фатиме Фетаи, Лидија Раичевиќ и Љупчо Коцевски, само Љупчо Коцевски го мина филтерот на Советот на јавни обвинители. Како гледате и на причините кои ги наведоа од Советот за одбивањето на Фатиме Фетаи, а тоа е дека таа немала целосна документација, но и за тоа што Советот даде негативно мислење за Раичевиќ? Колку што може обвинителската, судската и законодавната власт севкупно да се избрукаат, никој не може. Ние им дадовме, предходната власт им даде, заштитни механизми, да се намали целосно влијанието на собранието. Колку тие како фела се избрукаа задниве години, никој не се има избрукано. И само докажа дека позициите кои ги обувуваат, очигледно не се кадарни да се сносат со нив. Затоа што работа во обвинителство и работа во судство треба да е работа на висок интегритет, работа на луѓе со високи, прво, карактерни особини и морални и етички. И јас се сложувам дека на обвинителите треба платата дури дупло поголема од судиите да им биде, затоа што судијата само мери, вага и пресекува, а обвинителот си ја става главата во торба, поготово они обвинители кои работат со организиран криминал и си ја ставаат главата во торба со луѓе кои заработуваат милиони, луѓе кои можеби се спремни некому да одземат и живот или да нанесат штета на семејството за да го гонат. Тоа е исклучително тешка, стресна и одговорна работа, но од друга страна забораваме дека со тамиот систем кој се создаде, кај што сами меѓу себе се бираат, дека само толку се излезе на виделина поларизацијата и клановството и лоби групите и политиката. Одредени држави имаат обвинителите, дистрикт аторни, паблик аторни, овона, ги имаат сведено на ниво на бирани луѓе, како што се бираат пратеници. Така да треба да се размисли за некакви промени. Втора работа, дали може да се смени целосно системот на избор. Од друга страна, мене ми е фарсично кога ќе видите, еве гледате, неодамна судија имавте од Тетово, кој сам си ги сменил оценките, буквално си ги прешкртил и си ставил поголеми оцени, што и прво воопшто не треба веќе после тоа, штом се излегло, тој не треба да се занимава со таа професија. Треба да добие забрана за дејност. Значи, човек кој се не е проблем вие да преполагате испит. Но тоа има законска постапка, одите, поништувате испит, учите, полагате пред комисија, она, стимале мал просек, ви фали за нешто, не знам, стимале 7-8, ви фали 8-0, гледате кои ви се најслаби предмети, прешкртување и впишување на нови, па самиот тоа да си го направите. Значи, после тоа вие не треба во таа дејност да постоите. Може да бидете правник во фирма, може да отворите пилјарница, семкарница, но вие да бидете судија. Или на зелено пазарче да продава зеленчук. Да. Не. Тоа е исто и во здравството, значи одземање на лиценци, зашто постојат лиценци? Тоа знаете како вие, како во културната заштита, да работите на археолошки локалитет и да најдете златници од римско време или не знам како,
И место радосни да ги однесите во музеот, да ги исчистите, да бидат во витрина, вие си земите 2 джеба да ги наполните, преку граница да пробате да ги изнесете и ги продајте во странство. Вие не треба во дејноста веќе да пристапите. Така да, тоа со Фетај и со Ричеви што не биле избрани, искрено ви кажам, до негде ми е мило, прашање колку овој третиот кандидат вреди, а да се доведете во ситуација да треба да бидете обвинител и да паднете ради непополна документација. Вие треба уште нешто да знаете. Во Македонија се уште за одредени извршни функции постои момент каде што треба да имате познавање на јазик. Пред 2 месеци нели истото го спомнавме. Луѓе, вие имате директори и луѓе кои се запиша во Академијата за суди и јавни обвинители, кои донеле лажен исказ за познавање на англиски јазик. Како тој ќе дели правда? Може би македонски јазик го рачуна за странски јазик овие македонските албанци. Дали давањето на зеленото светло за минување на првиот праг на Љупчо Коцевски од страна на судскиот совет е по мерит систем или предност доби заедничкото тефтерче од ДУИ и СДСМ? И дали ова ве потсетува на изборот на Ислама Бази за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал, можеби? Да не е долго одговорот, краток. Се кажавте повеќе од евидентно. И јас сегде таму каде што не гледам голема борба и каде што не гледам пријавени кандидати, кога гледам дека нешто веќе се скандализира и поларизира, се наговестува токму ова што го кажавте. Така да, тоа е тоа. Дали ќе успее ова влада која има мандат уште неколку недели до избори на техничка влада, нели, да го избере новиот државен јавен обвинител, преку кого планираат да се спасат од сите криминали кои ги имаат правено во текот на изминативе 6-7 години? Може да се обидат, но доколку народот е паметен и доколку во цело се поддржи опозицијата, па има еден друг механизам. Тоа е собранието. А собранието може да менува закони. Така да ќе смени закон, ќе стапи нешто друго во владение и сите обиди да се покријат им паднат во вода. Така да народот во моментот му останува да гледа, да мери и да пресечи. Токму така. Случувањата во правосудството и обвинителството се едни од најспоменуваните теми во оваа 2023 година, која за среќа завршува, а кои теми ќе треба да ги заборавиме и да посакаме во новата 2024 година да се извлечат, ако не ништо друго, барем поуки од нив, како не треба да биде македонското правосудство и обвинителство. Вчера, на последниот работен ден од ова 2023 година, Судскиот совет расправаше по поднесеното барање за разрешување на судиката Беса Адеми од функцијата председателка на Врховниот суд. Подносител на ова барање за разрешување на судиката Адеми беше Милјазин Мустафа, член на Судскиот совет, а причината за барањето на разрешувањето го темелеше на незиното наводно отсуство од 21 седница од на Судскиот совет, но и неодзвивањето на поканата за средба од страна на председателот на Судскиот совет Сашко Георгиев. Верувате ли вие дека ова се причините за ваквото барање или сепак главната причина за незиното разрешување е поради тоа што таа проговори за партиски притисоци поврзани со поднесената аболиција, која аболиција власта се обидува да оживее. Инаку, ако може и неколку кратки зборови за оно што во својата одбрана го кажа и Беса Адеми, но пред да го слушнеме вашето мислење, да видиме, да се обидиме да слушнеме дел од изјавите. Јас не сум ни прва ни последна што тоа го кажала, имало и други судии на Врховниот суд и други чинители, тоа е укажано и во релевантните извештаи и за такво нешто се надлежни други правосудни органи. Судскиот совет треба да биде брана на судиите, брана, да не заштити, а не истражен орган. Денеска и во периодот кој што следи, токму исходот на ова постапка ќе ја одреди иднината на нашето судство во Република Северна Македонија. Повелете. Се кажа жената, јас не можам, не ги знам до крај, да кажеме,
кариерните квалитети или каде се покажала или докажала или било што, но со самото тоа што излезе во јавност, со самото тоа што проговори за јавувања, за притисоци, за закани, доволно говори за тоа како функционира дури тој еден судски совет. Не, прашањето Идејата беше на дали му верувате ли на тоа? Па јас генерално во таа екипа таму речи си на никого не му верувам. Па добро се кажано. Не, наискрено, Так. видите, со самиот систем како се избрани, Так. со самиот систем јас памтам, не сум, нели, вие сте повозрасни доста од мене, но јас ги памтам оние на распадот на Југославија и на почетокот на плурализмот, оние стари социјалистички кадри. И кој се појавеше таму некој професор по право или некој судија, или некој истакнат правник, кој што викаат сега според регулатива, тоа беа маркантни особи. Значи строен маж, па зачеслан, па со истакната изговор, дикција, господин човек, кога излезеше некоја господја, па ја гледате држање став овуна. Јас пол од овие ликови кои ги гледам, како да ви кажам, прво дрес кодот, држењето на кинџурени со многу, жените со многу накид, многу чала, многу американците пикокинг, многу паунство, многу не ми доликуваат прво на местото кое го обавуваат. Так. А одредени позиции зрачат со интегритет. Знаете кога кажат некој човек кога го гледате или кој ви зборува, има аура околу него. Да. Па аурата е прашање на самодоверба, аурата е прашање на сигурност во тоа што го зборувате, ставот, значи непоколеблив човекот. Овие ликови кои ги гледам два типа на луѓе. Или агресивни, нападни медиокритети и послушници, или луѓе кои имаат некаков интегритет, ама се хронично уплашени. Јас не сакам за мојата животна служба да одлучуваат нити уплашениве, нити овие контаминираните. И една работа паметна што еден човек ја кажа. Кога ќе влезите во битка со криминал, во борба за држава, во политика, еден паметен човек рече треба да влезете со некрологот во джеп. Да. Значи да бидете спремни главата да изгубите за тоа што верувате. Се друго е клиентелизам, маркетинг и желба да се наплати нешто и после да се работи нешто друго, а се троши. Така да тоа ни фали. Да го слушнеме и обраќањето на Милјазим Мустафа, подносителот на барањето за разрешување на председателката на Врховен суд Беса Адеми, како и упатените закани од негова страна. Ајде да го чуем. Барам судски совет да донесе одлука со која ќе се утврди одговорност на председателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија и истата да ја разреши од функцијата председател на Врховен суд. Дали имате пријавено во јавното обвинителство за било какви наводи за притисоци врз судиите на Врховниот суд? Дали имате одговор, председателка? Одговор да или не? Ако не сакате да одговарате, пак немаме одговор за ова. Нема, сега кажа, прашам со да или не да одговори. Јас не прашам. момент има председател комисија. Тука има комисија. Дали председателки има Председателот на Врховниот суд постапува во постапка предвидена со закон. Судија да презема или да не презема со закон предвидени действија, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Го слушнавме барањето, но и реакцијата на останатите членови од Судскиот совет. Како гледате на сета оваа ситуација? Дали ова ви наликува на музички оркестар кој ја прати диригентската палка на диригентот, а во случајот на власта? Повелете, господине Ристевски. Простарство. Значи, еден судија во судски совет, на друг судија му се заканува со затвор. Ова е неписмена, па овие читат членови од закон. Или само да ја кажи, пази што преш, не само што може да смениме, можеш да лежиш. Како да кажам, но самиот начин на комуникација е дно. И кога јас на моменти, еве, тие што ме обкружуваат најблиските или одредени поддржувачи или било што, кои ми кажат дека на моменти знам да кажам некој тежок збор или да кажам дека е некој ваков, онаков што звучи експлицитно, јас стварно го мислам тоа. Значи, не се осудувам да кажам лош збор,
за добар човек или за човек кој може би сгрешил. Ова е идиотизам. Значи да се доведеш во ниво на колега на највисоко тело во сферата на судството, да настапуваш како да си инквизиција и му кажеш немој ти мене кажи да или не. Како да ви кажам, прво ти немаш право на некого така да му се обратиш. Второ, тој е на исто ниво со тебе. И ти му се закануваш благодарение на сила некоја што имаш од опкружување или некакво мнозинство и му викаш пази што збориш, пази што правиш, ќе те разрешиме и ќе лежиш. Не знам, тоа е тоа. И се после тоа ќе зборуваме за слобода, за демократија. Прво, такви луѓе на такви места со таква реторика, таков речник не треба не припаѓаат таму. Така да не им е местото. Толку. Не е место. Како ќе ја прокоментирате одлуката на Управниот суд кој позитивно одговори на жалбата, односно тужбата на поранешната председателка на Судскиот совет Весна Дамева, поврзана со незиното разрешување и ја поништи одлуката со која беше разрешена, со што по автоматизам сега Весна Дамева се враќа на председателското место во Судскиот совет, се до крајот на незиниот мандат кој завршува во 2025 година? Фарса. Фарса беше што таа беше избрана, фарса беше што таа беше смената. Фарса беше што дое Сашко, фарса. Се е фарса. Се што работа во изминатите неколку години е фарса. Прво да ги видиме во основа квалификациите незини. Второ, што е тој истакнат правник. Второ, што работела пред да влезе таму. Значи ние влеговме во една замка на ставање луѓе кои се подобни, а не луѓе кои треба да бидат на одредено место. И сега високата политика, нели партиските структури, кога сакаат да ги контролираат сите власти, нели и законодавната, и извршната, и судската, тие го прават тој партиски менеджмент и ставаат луѓе и ставаат дупки во законот за да може да се протне било кој. Протнуваат било кој, бираат, друга лоби група го разрешува, сега врховната инстанца го враќа назад. Поентата е што ни таа, ни тој што ја наследи, нити еден куп луѓе не треба да бидат таму каде што се. Тоа е фактот. Господине Ристевски, како ќе ја прокоментирате изјавата на Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, дека ќе учествуваат во техничката влада, но нема да гласаат за изборот на техничкиот премиер Талат Џафери, кој доаѓа од ДУИ? Тоа го сваќам како искажување на став. Зошто? Изборот на техничка влада е законска детерминанта после 2017. Значи претходно тоа беше под притисок направено нели на меѓународна заедница и било што, затоа што се сметаше дека владењето на тогашната структура било премногу нагласено, премногу тоталитарно или не знам какво, и за да имало контролни механизми, се одлучи во одредени ресори каде што се сметаше тогаш, пред 7-8 години, дека власта го корумпира населението, да се возможи на опозицијата да 100 дена има 2 министри и 3 контролни министри. Значи, се добиваат министри за внатрешни и за труд и социјала, а се ставаат заштитни министри во земјоделие, кај што нели пари се пласираат кон руралното население, во информатичко општество, кај што се контролира администрацијата, и Министерството за финансиот, кај што се пуштаат парите. Тоа беше еднократно, после се внесе како законски систем, што според мене е малку фарсично, ама добро, што ме законска одредба, глупаво е опозицијската партија да не го искористи тој заштитен механизам. А со самото тоа што имате технички министер, премиер тоест, логично и другите да треба да се сменат. И сега ако треба да се сменат министерот за внатрешни и министерот за труд и социјала, а ако опозицијата не предложи своји кандидати, тоа кој ќе ги води министерството? Пак власта? Или некоја партија со 2 пратеника, или со 3 пратеника, или со 5 пратеника? Тогаш логично е најголемата политичка партија во опозицијата и се вкупно во собранието со своји 44 пратеника да предложи своји представници. Тоа што нема да ја гласа самата е некаква своевидна порака дека не дава легитимитет ни на власта, ни на севкупниот систем како таков. Значи, предлага своји кандидати за да ги испочитува законските рамки, но и вели на власта: докажете дека имате парламентарно мнозинство за да ја изберете.
Нели вие сте мнозинство, вие гласајте. Така да може на некои луѓе тоа да им звучи како некаков блеф, како некаков каприц, како некаква недоследност или нелогичност, но јас ја разбирам како дел од, да кажеме, манифестирање на политичката игра во очи изборите, така да сосема е легитимно. Господин Ристевски, како ја видовте и по што ќе ја паметите вие 2023 година? Не треба да зборувате, него хубаво. 2023 многу лични предизвици пред се кај себе, исто така и личен напредок и успеси. Јас како човек се трудам да се борам да бидам што е поуспешен во животот, гледам да бидам продуктивен, да творам, да се развивам и да ми има, тоа е веќе личниот момент. Државниот е, како да ви кажам, турни ме да кинисам, за греота. Значи, време каде што се троши ненормално многу, буџетите кои ги имаше претходната власт на ВМРО-ДПМН пред 6-7 години и сегашниот е дупло поголем, значи двојно. Ако имало буџет 2,5 до 3 милиарди, сега има 5,5 милиарди годишен буџет. Тие пари не ги гледаме. Многу малку се вложува. Пари се трошат, се испумпуваат од државата. Државата секоја година се повеќе и повеќе се задолжува, не гледаме. Јас поздравувам било каква градба на инфраструктура. Поддржувам градење на автопати и автопатска мрежа, но ние досега плативме повеќе од 15% за автопатите на Бехтел и Јенка. Освен што на едно место направија неколку експлозии со димни, со чадни бомби, каменни ископан. Да, платени се 15% од сумата, prepaid, нема се уште градба. Одредени делници што се градеа, или го обвинуваат ВМРО за автопатската делница Кичево Охрид. Јас не знам како може да е претходната власт виновна ако автопатот се гради 10 години, а актуелната власт е 7,5 години на власт. Не знам како тој што бил 2,5 години е крив, што не се изградило ништо во наредните 7,5 години и уште не е готово. Предпоставувам во нивните глави тоа има влијание. Ние имаме ситуација каде што во Македонија веќе возови не возат. Јас како човек кој животот и детството го поминав патувајќи со 6 до 8 воза дневно помеѓу Скопје и Битола, се доведе да има 1 или 2 воза и тоа ние селскине што патуваат по 4. Како да ви кажам, не успеа, пример, таа делница за Битола што е од Прилеп до Велес, прво да електрифицира, таа води уште на мазут, на дизел, дизелаши. Тоа е страшно. Да не изградите пругата до Бугарија, да не ја споите со Потница, со Кичево, па да направите цела една мрежа, да не изградите апсолутно ништо. Тоа е страшно. Гледаме само трошење на ангро, задолжување, богатење на одредени еден куп скандали, еден куп криминали, очигледно наредната власт, почнувајќи од веќе следната есен после летото, кога ќе се екипираат одредени тела и институции, јавноста има и меѓународната јавност и македонската јавност ќе ги стави наредните носители на функција под голем притисок да действуваат веднаш, одма, значи народот е веќе нестрплив, одговорност мора да има. Јас уште сега на актуелната опозиција би им препорачал да го реформираат и казнено-поправниот систем. Не смее да има ваков садизам, али треба да има нови затвори, треба да има и нов начин на ослужување на затворски, на кривични казни, да се забрза имотот на конфискација на имот и едноставно да станеме држава во која ќе се сноси одговорност. Ние во моментот имаме над 2000 луѓе со правосилни кривични дела осудени на затворски казни кои не лежат затвор, затоа што се чека да се ослободи место за да одат во затвор. Така да и кај нас нели инстанцата ќе те осудат, па малку ќе полежиш, па малку во домашен притвор и на крајот 2 пати годишно за Нова година и за некој празник претседателот на државата одредена категорија на луѓе ќе ги помилува. Така да штом така функционираме, ние нит сме систем, нит сме држава. Имаме луѓе, има кадри, има паметни луѓе, има одговорни луѓе, има луѓе кои се спремни и од странство да се вратат, има луѓе и внатре во институциите на системот и во општеството кои можат квалитетно да водат. Само политичките партии, носителите на јавни функции треба да заборават дека луѓето што ги именуваат да водат одредени ресори и одредени институции, дека немаат намера да им бидат нит робови, нит послушници, нит да работат на копче. Тоа ако ќе заборави, значи не може да барате човек со интегритет
да води институција, а да очекувате да му трча и да му се смешка на министерот. Има хиерархија, треба да го почитува, се знае кој до каде е главен, ама се знае кој што води, треба да престанеме полтрони, лигуши и слуги да поставуваме на одговорни места. Тогаш ќе имаме систем, ќе имаме држава, ќе имаме квалитетно издржано општество и македонците, дури кои живеат во западноевропските земји, ако не ќе да се вратат или ако не ќе да творат и да живеат во оваа држава, барем ќе имаат желба да инвестираат и возрастните кои се во 7-та и во 8-та деценија од животот, па ќе имаат желба да крајот на животот го завршуваат во Македонија и тука со нивните пристојни или просечни пензии од каде и да работеле, во Македонија сигурен сум дека ќе живеат многу подобро. Тогаш ќе ги привлечеме, во спротивно и тие што сме тука ќе си одиме. Убаво кажано. Господине Ристевски, ви благодариме за одвоеното време. Верувам и овој пат го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Вам ви посакуваме да си имате убав викенд во пресрет на новата година, да ви посакаме убав дочек на истата. Нека ви е срекна и просперитетна. Пријатно до слушање, до следно гледање овде на Македонски корени. Поздрав до сите македонци каде и да се сегде во светот, срекни новогодишни празници, срекни божји празници без оглед дали веќе сте ги прославили или ќе ги славите на 6 или на 7. Ви посакувам љубов, здравје, среќа, поддржувајте ги вистинските луѓе, бранете ја Македонија, борете се за незе и не се откажувајте, космополитизмот на сите ни треба, ама Македонија ни е болка и љубов во срцето, каде и да сме ни светот. Поздрав македонци, каде и да сте за многу години. Живи здрави. Великотни новогодишни и божни празници. Уште еднаш остануваме во контакт, се слушаме и гледаме во 2024. До тогаш и секогаш Господ Бог само убавини да ви дава на вас и на вашето семејство. Да сте живи и здрави, секој добро. Довидување.